Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, во кое што редовно ве информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и во ова издание на емисијата со темите кои што ќе ги работиме. Оваа недела во Кавадарци се дискутираше за откупната цена на грозјето, кое што во изминатите години е секогаш проблематична. Лозарите бараат повисока цена во избите, секогаш се правдаат дека имаат залихи на вино и не може да дадат повеќе пари за суровината, од која што добиваат квалитетно вино и продаваат вина по високи цени. Годинава истата приказна поминува дека голема количина залиха има во нивните визби, дека со корона кризата виното не се продава, затоа бараат помош од државата, меѓутоа ја срушија и онака ниската цена на грозјето. Она што веќе го гледаме секоја година, го имаме и ова година, така да колку и да се коментира оваа состојба, навистина е невредна. Меѓутоа, лозарите секогаш се надеваат на денар повеќе. Владата им вети дека од државата ќе добијат 4 денари за смедеревката и вранецот за килограм предадено во винарски визби, меѓутоа ќе се субвенционира и винското грозје кое ќе заврши како извезено винско грозје. Тоа е она што е актуелно околу лозарството, меѓутоа актуелни се и проблемите со кои што се соочуваат лозарите, а тоа е поради болести и штетници во лозовите насади. Ќе говориме и на таа стручна тема. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро е најдов вас и редовни гледачи на КТВ телевизија. Вие дадовте една увертира која навистина вреде и ги боли земјоделските производители, посебно лозарите, а јас тука само ќе кажам една квалитетна реченица или едно мое видување дека таквото нешто сега кај лозарите, така беше кај зелката, кај градинарите, така беше во Ресен кај производителите на јаболко, така е кај други, кај тутунарите, кај пшеницата, откупот на житата. Со еден збор, таквите травматични состојби во нашиот аграр се евидентни. Ние сега го обсервираме лозарството, бидејќи Кавадареч кој е воглавном и најдобар и најголем производен реон точно на виновата лоза. Но ние не случајно во овие емисии избориме да не се свати како политичка наша конотација, туку да се свати тоа дека на Република Македонија ден порано им треба генерална стратегија за производителот било која храна да ја произведува, што е најјако оружје во перспектива за обстојбата на човечкиот покрај таа стратегија потребно е и откупувачите да ги почитуваат производителите, да се создаваат оние кооперантски односи кои што за жал ги нема. Откупувачите гледат како повеќе да ги спрепнат производителите, како да им ја срушат цената за да тие остварат што поголем профит. Тоа е со години така и ништо не се променува од тука. Државата навистина не е должна да дава пари од буџетот на сите граѓани. Нашиот денар од граѓанинот да го дават име субвенции, тоа е нелогично. Некој да купе грозје во случајов, да произведува вино и дебело да профитира. Да, или таа девиза која ние често ја збориме. Мора со тој стратешки аспект да Република Македонија знае дека секој производител што произведува треба да произведува за познат купувач, со позната цена, за познат пазар. А тука функцијата на Министерството за економија, на Министерството за земјоделие и стопанските комори, заедно еден лојален однос ако имаат со трговската сфера која е директен откупувач, треба да ги дотираат тие европски пазари со наш производ кој може да биде квалитетен и е квалитетен. Наместо таквото нешто, јас просто сум изненаден како се мешаат работите, сега се обека и 4 денари по за субвенционирање. Меѓутоа факт кој што не смее да не се искоментира е тоа што визбите и оваа година го прекршија законот, цените не се објавени, нити пак е познато која количина ќе ја откупат. Секоја година лозарот е пред свршен чин, мора да го бере грозјето, бидејќи тоа не е производ кој што може да се чува и мора да се даде пошто зошто. Така е. И тука лозарската фамилија се наоѓа во таа немила сцена и револтите произлегуваат токму од тука за сите производители, како што реков пред малку.
А тоа нешто ден порано мора да се санкционира за доброто на Република Македонија. Секако и да има казни за оние кои што не ги почитуваат законските прописи, како што е впрочем во секоја област. Ќе се осврнеме, професоре, на времето, кое што годинава и тоа не беше на страната на земјоделците, доста проблеми во заштитата им создаде, бидејќи условите за развој на болестите и штетниците беа максимално присутни. Како оваа недела што одмина можеме да ја оценеме од аспект на временските состојби и како тие се одразуваат врз здравието и квалитетот врз културите? Токму неделата, ние сме сега со 253-тиот ден од годината. Имаме веќе ден рапидно намален на само 12 часа и 40 минути, за разлика од 15 часовниот ден кој го имаме во летниот период. И мора да кажеме дека неделата која помина е посакувана недела, за разлика од периодот пред тоа. Целиот период беше точно штетен точно по земјоделскиот производител. Зашто нестабилното време обуслови и поголеми потрошувачки на пестициди и повеќе појава на болести. И сега, покасно ќе ја елаборираме состојбата кај виновата лоза, која мене ме загрижува лично, точно од појавата на пламеницата, на пепелницата, сега кои харат по овој дожд кој го имаме, по последниот дожд кој го имавме. Инаку, кога збориме за времето, наклонетоста на времето, рековме дека е секогаш фактор број 1 за успешноста во аграрот. Ако имаме ние квалитетно, такво време како што неделата која помина, каде што имаме можност за прибирање на се што дала секоја одгледувана култура, е добро. И таквото време е пожелно, бидејќи знае во Република Македонија да биде есента продолжено лето, така го викаме. Но состојбата што грозјето е обезвреднето и тоа е еден чин на грижа кај секоја лозарска фамилија за грозјето, кое не чека време, него кога дојде периодот на берба, ако не се обере еден вранец, за 3 дена при такво топло време, тој буквално истекува и ги губи и тонажа, точно губи се. Значи, времето како фактор е значаен за таа обстојба во овој наш аграр. И ние сега ќе кажеме долгорочната прогноза, ако продолжи, а се надеваме дека ќе продолжи и септември, до крајот на септември, ако така продолжи времето, тоа ќе биде можно да се пребере се што дава секоја одгледувана култура. А сето тоа е секако позитивно за секоја земјоделска фамилија. Ке се осврнеме и на состојбите од теренот во аграрот, кои што рековме дека не се позитивни, барем кога е во поглед здравието на растенијата. Што е она што е карактеристично, а треба да се каже? Карактеристично е, тој импулс го викаме од теренот, е карактеристичен по тоа што ова година имаме потрошувачка на доста хемиски средства од една страна, барем тоа се првичните видувања, и што е многу значајно, здравствениот и квалитативниот аспект на одгледуваните култури не е на таа висина на која што треба. А тука факторот време со тие температурни амплитуди кои ги имавме, топло, ладно, па врнежи неколку дена, па град имавме, градобитност и така натаму, се тоа обуслови да имаме губење на квалитетот кај многу одгледувани култури. И од една страна дождот и така нестабилното време обуслови и губење на имунолошкиот дел на секоја одгледувана култура, која бараше поголема заштита, и се тоа одрази, со губењето на имунитетот, се одрази врз самиот принос кај секоја култура. И приносот, и квалитетот. И сето тоа обуслови да, примерно, градинарите сега, кои имаа куртовска капија, кај што се надевавме на вистина големи количини. Но остана сатисфакцијата само онаа што е под пластеничко производство. Затоа што утрата веќе се свежи. И од врнежите од дожд имаме одредена љута роса која предизвикува прлење на лисијата кај пиперката, и тука веќе се губаат многу нешта во
тој квалитативен аспект, кај градинарските култури. Тутунарите привршуваат со тие нивни берби и они велат горните раци секогаш се најквалитетни. Но кога има роса, тоа не е така и тука се губи тој квалитет. И сето тоа е тесно поврзано со времето и импулсот од теренот гласи дека ние од квалитативен аспект не можеме да бидеме задоволни. Еве сега лозарите, пример шеќерните единици што ги имаат и квалитетот. И таа појава на пепелницата, и пламеницата, за која нешто повеќе ќе кажеме покасно за виновата лоза. Тука се губаат оние најквалитетни работи. Сега при берба на крушката, сега ќе дојде бербата на јаболкото, нели? Сите тие работи се тесно поврзани со тие утрински ниски температури, каде што дел од покасните сорти пукат, кај одредени сорти се појавуваат тие или ботрицот, или пепелницата, или некое друго оболување. Сите тие работи се врзани со, бидејќи сепак производството на сите култури е производство на отворено. Тесно поврзано со климатските услови, сега утринските температури, како реков, се ниски и тука имаме ние во текот на денот и до 35 степени, а во пластеничкото производство кај корнишонот веќе има пламеница појавено и тоа во големи размери, а корнишонот има една солидна цена сега и производителите се крајно задоволни, барам за струмичко го зборам тоа, и сега пламеницата и пепелницата харат точно од тие температурни амплитуди, губење на имунитетот на растенијата и тука мора да се спроведе поинтензивна заштита. А за тоа нешто секако будноста на производителот е приоритет за да има поголеми берби. Кога збориме за оној импулс од теренот, пред малку рековме ние, стратешкиот аспект тука кај производителите е скоро на сите култури преовладува со инкорпорацијата длабока на политиката и губење на авторитетот на секој производ и секој производител гледа дека тоа не е во ред. Ние мора да сватиме дека трајната стратегија за успешен развој, производство за познат купувач мора да дојде ден порано во Република Македонија и да сватиме дека аграрот е стожерот околу кој треба да се надградуваат тие други сувопарни министерства, да ги кажем. Кои не стварат нов физички обем на производство. Постојат многу здруженија, така наречени здруженија, кои што се борат за подобрување на условите. Меѓутоа, никој не бара унапредување на стратешките цели. Никој не бара стратегија, никој не бара траен пласман на производството, никој не бара државата да знае што произведува и колку. Зошто, професоре? Сите здруженија дискутираат за политика, бркаат политика, кои протести, кои не знам што, меѓутоа никој не се зафаќа со она главното, да се бараат купувачи, да се изготви стратегија и така натаму. Вие сте тука потполно во право. Јас пак ќе повторам реченицата, бедната инкорпорација на политиката, еве, неделата која помина. Во Кавадарци беше премиерот, вие рековте. И се јавија одма едно здружение задоволно, друго незадоволно. Каде е нивната обединетост, лојалност дека се они заедно со маката, производство на грозје и да изградат заеднички став и да излезат и да го барат тоа заеднички. Од кои причини сега едните задоволни, другите незадоволни? Тоа е исклучиво политичките Првен беше договорено да се бара ланската цена, кога веќе на некој начин се постигнува ланската цена, а во интерес на политиката и се она што е актуелно со најава на протести, другото здружение вика, ние ќе бараме повеќе од ланската цена. Кога веќе е јасно дека не може да се постигне ниту ланската цена. Тоа е само бедно, голо политичко контрирање на одредени работи. По многу основи, ние секојдневно слушаме и гледаме сега и со струја и со се, што не треба да го мешаме тоа тука во оваа наша едукативна емисија, на тоа се наметнува кај нас, каде што
Инкорпорацијата во аграрот Го уништува. го уништува аграрот. Токму тоа. Ако имаме ние независна една експертска екипа во аграрот, нека биде од сите партии. Не албански, не, од сите партии. Али ставот и правецот да биде еден. Успешно земеделско производство, успешен пласман, задоволен земеделски производител. Меѓутоа тој филм во Македонија Тој изгледа филм во дека Македонија тешко во дека ќе догledно се време случи. тешко. Тоа е точно. Се за виновата лоза рековме дека и овде имаме проблеми. Виновата лоза е подложна на сиво гниење, ботритис, имаме проблеми со пламеницата која што имаше услови да презими и од самиот почеток на развој веќе е присутна. Како ја анализирате здравствената состојба на грозјето? Моменталната состојба, сега доаѓајќи према Кавадарци, мене ме искрено загрижува. На 2-3 места застанав меѓу Неготино и Кавадарци и тоа што го гледам од тој отчај на земеделските производители кои требаше следливоста да им биде основа, која е цена, каква е цената на грозјето, точно е незадоволството, меѓутоа да ја оставите виновата лоза, бидејќи до Петров ден практично беше традиција да се заштитува виновата лоза. Но спецификата на оваа година, кај што ние после Петров ден имавме околу 80 или 100 литри по метар квадратен врнеж и одош. И сега фикомицетните габи, тука преодицирам на пламеницата и пепелницата, сега лозјето буквално, еве кај Дисан го видов лозјето, цело е испрлено кафенкаста боја. Тој лист мора да знаеме сега не само за гоење на зрното, за стварање на шекерни единици. Тој треба да ги повлече асимилатите, со повлекување на асимилатите, тука доаѓа до едно природно диференцирање на папките за наредната година. А ние тоа сега го немаме. Имаме и ластарите, чак и филизите кои се фатени од пламеница. Значи, една епифитотична појава на пламеницата и пепелницата ги имаме сега. И сега има дополнително пукање, дополнителни инфективни процеси на тие свежи листови кои имаат по кафенето и на опачината на листот требаше да донесам неколку листови од позадината милиарда конидии, бела превлака од фруктификација на габата конидиофорис конидии. Кај пепелницата исто така ја имаме. Сега грозјето уште не е обрано. Винските сорти сега ќе имаме поинтензивна берба. Лисната маса не оди со природна плутинизација, него буквално подгорена од пламеницата. А тоа ќе биде потенцијал за наредната година да ние имаме во раните фази можни појави и на пламеницата, бидејќи оваа година поука треба да не биде пепелницата нас не превари уште од првите фази од развој на лозата. Кога ги сфрлеше ресите, ние констатиравме пепелница и тоа во јак интензитет, бидејќи зимата ни беше блага и се презими. Таквото нешто, таа следливост од службите, од искусните лозари, затоа што има искусни лозари кои сега испрскаа виновата лоза. И нивниот лозов насад со таа зелена боја, со квалитетна заштита е во ред и имат квалитетно грозје, каде што шекерните единици веќе овие денови се точно денови на трансформацијата и стварање на шекерни единици, кај се веќе во еден добар степен веќе трансформирани. Таквото нешто треба да го препознае тој производител, тој лозар, за да ја заштити виновата лоза. И не случајно ние покасно ќе имаме прилог од фитофармацијата, ќе го имаме фитосейфот како една новост која за ботритисот и пепелницата токму во такви случаи може, но на време превземено, може да иде како биде еден фантастичен препарат за зачувување на таквите состојби. Но голем дел од производителите или не заштитуваа, разочарани од
цените на виновата лоза. Дел од нив заштитуваа на свој начин дека не требало да се оди на лисната маса, него само на гроздот, не да сватат дека листот е лабораторијата кај што се ствара храната. Добро заштитен лист, тој трансформира храна, го дозрава гроздот, го крупни гроздот, ги ствара тие органели за трансформација на киселините во шекери. Едноставно тие фотосинтетски процеси делуваат за квалитетен и полн грозд. Значи листот е голема, ја игра најголемата улога. Најважната улога во тоа е лабораторијата кај што се ствара храна. И затоа беше неопходно, иако тоа ќе беше феномен, бидејќи не во Кавадарци, во Република Македонија, до Петров ден се заштитуваше виновата лоза. После Петров ден почнуваат берби, почнува зреење и вика, меѓутоа спецификите на годината мора да се следат. Имавме специфична година и тие врнежи што ги имавме подзакаснати, мораше да се заштити виновата лоза во интерес на квалитетно грозје, добри шекерни единици, квалитетна лисна маца, која до крајот на септември, па чак и октомври, ќе почне листот нормално е на виновата лоза да си ја добие правата жолта боја што е нормално и плутинизира кај држката. Чим стане плутинизацијата, значи асимилатите се веќе трансформирани во ласторот кој зрее и во папката која треба да биде носител на род за наредната година. Тие работи се физиолошки важни, дел од агрономите го знаат, тоа мора да го знае и производителот, дека листот со тие подкаструвања што ги прават рани понекогаш, тие уништуваат лабораторијата кај што се ствара храна и остават еден-два листа над виновата лоза, над гроздот и мислат дека прават некоја убава работа. Младиот лист е функционален со тие физиолошки функции, со асимилативни действија кои го ранат гроздот и го зреат ластарот. Тие се физиолошки важни работи, стручни работи, каде што не случајно ние овие тие едукативни емисии што ги имаме и целта и усмерувањето е во тоа да секој производител, дали е тоа лозар, дали е градинар, дали е по било која основа, да има контакт со стручно лице, за да добие таква едукација, да знае листот, дека треба да го заштити, бидејќи е носител, трансформатор, лабораторија на храна, која се ствара таму под влијание на сонцето. Таа асимилативна активност го гои самиот гроз и самиот чокот, дел од таа храна се враќа чак и на кореновиот систем и така функционира виновата лоза. Тоа мора основните познавања да ги има едуциран земјоделски производител лозар, не само лозар, сака да продава грозје. Ако сака да има квалитетно грозје, да не доаѓа после да вика зрната ми се ситни, тоа ми е така, тој нема соодветен режим на исхрана, да кажеме, во почвата, дисхармоничен однос на исхрана, не навремено заштитил, пепелницата го преварила, после дошла пламеницата или молецот. Тие се мали пропусти на изглед, што чинат многу на крајот. Чинат на крајот многу. Еве сега имаме и прилог кој што говори за новина од фитофармацијата, ќе го погледнеме и се враќаме со завршниот дел од емисијата. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи,
органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост, тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген голема опасност по самото производство. Фитосејфот како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до нас суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените како што се пепелницата и ботритисот не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки
немаат моќна, ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосејфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно тестување со фитосејфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосејфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосејфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосејфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосејфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било во кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејфот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосејфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосејфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават. А тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем,
А фитосейфот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект, и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одмер на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосейфот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството, или цвекарството чак би рекли. Бидејќи во тритисот знае во цвеќето да направи таков шум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосейфот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се итекако важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано, ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смеј да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот дел, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот?
имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосефот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што итекако допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосефот итекако обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосефот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека пример сега за гроздовите молци за третата генерација мора да се внимава во овој период. Фитосефот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосефот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака
Секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот, фитосејфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосејфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои за жал од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосејфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Се приближуваме кон крајот на Агроспектар. Професоре, слушнавме за новините од фитофармацијата, сосема кратко пораката до земјоделските производители. Ова новост не случајно ја даваме сега. Таа е специфична новост, најнов збор на фитофармацијата и онаа што во Кавадаречко, во Неготинскиот, Велешкиот, во сите лозарски реони е проблем. Тоа е пепелницата и ботритисот. Ботритисот е секундарен патоген кој не може да изврши напад на зрното ако нема влезна врата. А влезната врата ја прави точно пепелницата со тие некротични зони и зрното кога расте пука и тука ботритисот веќе навлегува. Или ако има несоодветна заштита или испуштен еден третман за гроздовите молци кои го нагризуваат зрното и отвараат токму врата за инфективен процес на ботритисот. Фитосејфот стручно применет и затоа ќе кажеме сега после гледање на прилогот кој го во лабораториски услови уедноставивме да биде сватено како една добротворна работа за тој имунитет на самото растение и успешна санкционираност на пепелницата што е има многу и ботритисот кој чека шанса да изврши инфекција. Значи, се што не е јасно, дали ќе се јави секој лозар кој е заинтересиран за тоа во КТВ телевизија или лично, бројот мислам дека го има на ова, сакаме да дадеме за несебичен придонес онаа мака, оној трошок што го прави производителот, да тој биде осмислен, економски оправдан и да биде квалитетен по однос на квалитетна заштита на неговото производство. Под таков устав тој може да излезе на пазар со квалитетно грозје и да нуди цена. Бидејќи квалитетниот производ со добри шеќерни единици, добро грозје, добра крушка, јаболка, пиперка на пазарот си има своја цена и производителот ако ја произвел на еден убав начин може да бара убава цена и ќе ја добие, бидејќи имаме луѓе кои сакат квалитетно производство, 5 денари и поскапо да го плати. Таквото нешто, тие едукативни емисии се со таа цел како на земјоделските производители да им подпомогнеме за да имаат квалитетно производство и за нашиот, па и за европскиот пазар. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Тука сме на крај од Агроспектар. Почитувани гледачи, благодарам за одвоеното време и вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.